Добро, тогаш може да продолжиме. Значи, следниот дискутант требаше да биде Дарко Спировски од Адрија Finance Hub, но имам информација дека не е тука. Дали во меѓувреме во текот на мојава презентација дојде, јас не го гледам. Доколку не е тука, тогаш ќе го замолам Кирил Минанов од Електромобилност Македонија, неговата презентација за електрични возила и за иницијативата за електрични мотори да ни ја презентира својата презентација за денес. Фала Благице, професорке Благице. Се надевам дека се слушаме. Ми беше прилично интересно до сега, затоа што радикално се променија работите со COVID, како што кажавте и вие и во комуникацијата со Едвард. Предходно, овој настан требаше да се одржи пред повеќе месеци, пред COVID, пред да почне пандемијата, така рече го зафати нашиот регион во Европа овдека. Така што настаните прогресираат во една многу, така речи, симпатична ситуација, каде што промислувањето за тоа што треба да се прави открива еден, така речи, процеп кој што може да не однесе во сосем други простори на размислување пред се, бидејќи нели тука тоа се обидуваме да направиме. Јас си благодарам на професорката Сековска што отвори некои теми кои што веќе се говорат. Јас сметам дека одрастот е патот, но како натаму ќе одам понатаму. Исто така јас се променив идејата за тоа што треба да говорам, но на почеток да ви се представам. Моето име е Кирил Минанов. Тука на мојата сликичка горе гледате Alien in Transit. Тоа е тип на виза која што требаше да ја добијам додека бев на патување околу светот. Именно патот 20-26 дни и видов доста работи и нешто од тоа ќе рефлектирам и тука. Јас би сакал да ви споделам, значи имам 44 години, дипломиран електротехнички инженер сум, постдипломски студии во микро сум, за жал се уште не ми е дадена магистратурата, малце некои работи кај мене се променија во последните неколку години, така што отприлика тоа е тоа. Водам организација за електрични возила и целта на оваа предавање беше лесни електрични возила, тоа што сега го гледаме во COVID, значи возила кои што се со мала тежина, бицикли, трицикли и така натаму, еве сега ќе ви презентирам. Јас би сакал само на почеток, бидејќи доаѓам од непрофитен сектор, значи не сум компанија и така натаму, инаку работев 10 години за германска компанија, често патував, го знам и јазикот, скоро во сите европски земји имам поминато, вклучително со овој пат што ви кажав околу светот, имам во 60 земји во светот одидено, така што лично јас за себе мислам дека имам искуство да говорам за овие теми. Јас само да споделам мојот наместо презентација, јас ќе ви ги споделам овие линкови, се надевам дека се гледаат. Би сакал само еден да ми потврди дека се гледа, за да споделувам тоа што и ќе одиме понатаму. Да, се гледа. Добро, во ред. Еве го, значи, ова што ми го прати Едвард, фала му нему уште еднаш и на сите организатори, еве што чув. Нашиот портал на кратко, значи е електромобилност, значи електромобилност.mk. Ова е портал за електрификација на транспорт, кој што скоро 8-9 години постои и јас би сакал доколку имате време не веднаш во наредниот период, 5-10 минути од вашето време разгледајте, тука има доста материјали, ако дисциплината ве интересира, не само за информации, туку и за едукација и така натаму. Особено би ви ја препорачал, бидејќи има доста работи овдека и настани и све што сме правеле. Еве, погледнете, да одите во делот кој што библиотека, каде што се подигнати буквално се можно што сме работеле во смисла на конференции, 2 меѓународни конференции со научен аспект. Еве, 2015 одрживме експо за електрични возила на електромашински
Работилница 2014, 2013 меѓународна конференција. Сите тие материјали се тука во 2011 меѓународна конференција до трамвајски систем, истражување, за тоа сега ќе кажам, еве едно лого за трамвај, една приказна што ја развиваме. И така натаму разгледате, има доста материјали, сигурен сум дека ќе ви помогне. Тука се линкувани работи од министерства, така еве Сигре Македонија, се што подразбира тоа може да видите, има решенија, иновации, книги и така натаму. Не те слушаме, Кирил. Се исклучи. Веројатно проблеми со конекцијата, ама ќе се вклучи пак. А ако имат организаторот веб страните да ги споделат во чат, може па евентуално луѓето да разгледаат за тоа што зборуваш. Па да почекаме да се вклучи малку, пошто еве техникава предизвикува и проблеми, како што гледаме. Апсолутно. Имаме до крај уште тројца говорници. Јас не знам дали да одиме на следниот или да го почекаме. Кирил, ајде, што предлагате? Па може да продолжиме со следниот, па Кирил ќе продолжи кога ќе успее. Може така да. Ако успее да се вклучи, да продолжи. И па тогаш го замолувам Дејан Стојановиќ, извршен директор на In Vivo Citizen, Асоциација за социјален и економски развој, да ни кажи што спремил за денеска. Станува збор за ЈОДА проект за одржлива реинтеграција на бездомниците преку обука за биопродукција на биохумус. Повелете, господине Стојановиќ. Добар ден на сите. Само ве молам за потврда дали го гледате мојот скрин. Да, се гледа. Одлично е. Значи, во интерес на времето ќе се обидам, најкусо што може да објаснам што е она што го изработивме во последниве неколку месеци како скромен допринос од наша страна за во однос на темата. Пред се да се представам, значи ова сум јас, ова е моето CV. Како што гледате, јас не сум практично некој кој што е целиот свој работен век го посветил во граѓанскиот сектор. Ние сме практично дури релативно млада организација, доаѓаме, значи практично сме неполни 2 години. Меѓутоа мислам дека мојот професионален бекграунд и не само од мојот, туку и професионалниот бекграунд на луѓето кои што се основачи на ова здружение и како допринесува да го практикуваме претприемништвото во вистинска смисла. Значи, ние туку што прославивме 2 години од постоењето, меѓутоа сакаме да кажеме дека ние сме младо здружение со 150 години искуство. Ние сме 7 основачи, секој од нас има помеѓу 20 и 25 години работно искуство. Имаме професионален диверзитет, затоа што освен мене кој што се сметам за предприемач, имаме да кажам и правник, имаме и лиценциран книговодител, имаме неколку профили кои што и како луѓе и како професионалци можеме од различни аспекти да ги разгледаме активностите кои што ги планираме и спроведуваме. Во однос на целите, една од целите е развивање на повеќе модели за социјално предприемништво. Она што кај мене се појавува практично во периодот дека одев на тие обуки за да осознам што работи, како работи граѓанскиот сектор, никој не можеше да ми даде прецизен одговор што се случува
помеѓу два проекти. Значи, завршува еден проект, тој може да има 100.000, 100 милиони евра, меѓутоа на крајот на денот, што во случај ако се појави пауза 3, 6, 12 месеци. Ако ние се бавиме со било што друго, можеме и да разберам, значи дека треба да се стрпиме, дека треба да се завршиме домашното, да аплицираме. Меѓутоа, ако некој се одлучи да се бави со човечки супорт и помошно маргинализирани, апсолутно е неопходна доза на предвидливост. Од тука, апсолутно се сложивме дека еден од основните приоритети треба да биде развивање на повеќе модели на социјално претприемништво со цел да се обезбеди оној неопходниот break-even, односно финансиски да може самостојно, автономно да се обезбедат сите извори на приходи, од тука натаму да се развива се понатаму. Кризата на COVID покажува дека едноставно не може да се остави да се игра на една карта. Мора да имаме неколку различни модели, кои што едноставно ќе ни дадат во такви моменти на криза да едноставно си обезбедиме таа неопходна доза на предвидливост. Во однос на активностите на Сдруженијето, ние во Атар на село Јаболци, тоа е патот на кај езеро Козјак, не знам дали сте биле, прекрасно парче од приградскиот дел на Скопје. Располагаме со 13.000 метри квадратни, кои што се поставени блиску до патот. Ако не сте биле, срдечно препорачувам да отидете до езерото, затоа што практично тамо Аурора Resort и Spa го завршува првиот нивен ресторан и верувам дека за кратко време фреквенцијата ќе се мултиплицира, што на нас и како би ни значило за да можеме соодветно да ги спроведуваме нашите активности, односно да ја обезбедиме таа одржливост. Ќе ви кажам и зашто. Целата приказна почнува назад 2017 година, кога се уште не е отворено функционира Сдруженијето. На сликата е Драгана Лазаревска, она е координатор на пунктот за бездомни лица, кој е лоцирано во Момин поток, во Црвен крст, каде што на моја иницијатива отидовме со 5 бездомни лица. Меѓутоа, бездомни лица кои што сакаат да го променат нивниот општествен и материјален статус. Така да ние отидовме, јас им кажав која е идејата, која е визијата, што е она што сакаме да направиме и ги поканив да земат учество. За цело време ние многу честно разговараме со нив. Им кажавме, значи не е идејата едноставно некој некому да помогне, да не се разбереме погрешно. Почитувам секој тип на помош. И луѓето кои што искачаат колегите во сабота да понудат оброк и да подадат рака и да пружат кемеца, меѓутоа идејата е апсолутно да обезбедиме одржливост, да им дадеме на луѓето стап за ловење риба, а не само риба која што едноставно добесли. Рибата ќе се изеде и тоа е таа. На тоа и се сведува. Во тој контекст им предложив на луѓето да помислат и да размислат што е тоа и како би можеле да обезбедиме таа финансиска одржливост. На иницијатива на еден од нив практично дојде идејата за производство на биохумус. Самиот човек рече да види. Јас тоа го работам, тоа го разбирам, ако може. Викам, колку е почетна иницијатива, почетната инвестиција за оваа иницијатива, вика по околу 200-250 евра. Без многу дискусија, значи се почна и гледајќи човекот, значи со колку љубов, со колку енергија, со колку ентузијазам ги работи, значи апсолутно и мене ме поттикна да видам едноставно како можеме тоа понатаму да го развивам. Се испостави дека швајцарска амбасада овдека во Македонија инвестирала преку друго здружение во разработка на handout, приречник, со кој што точно се опишува целиот процес од формирање на леа до 5-годишен план за финансиска одржливост. Така да си ги засукавме ракавите и си направивме таква леа која што е веќе опишана. Така да од тука некаде почнува нашата приказна, значи за производството на биохумус. Инаку, конкретно за самиот Јода проект, Јода проектот е прва финансиска помош која што во мај оваа година сме ја добиле преку програмата на Civica Mobilitas. Сите претходни активности се самостојно финансирани од основачите на Сдруженијето. Јода, самото име е практично инспирирано од ликот, од учителот на джедаите, од Војна над звездите. Предпоставам дека мажите кои што се моје годиште ги знаат сите кои што се тамо, пошто јас практично сум поразнат со нив. И има причина зошто е тоа така наведено, тоа се одразува практично во целите на програмата и активностите кои што сме ги спроведувале. Првата активност беше практично наменета за воспоставување на мост на доверба
преку организација на теоретски обук. Што тоа значи? Не беше идејата само да мантраме па нешто да дојдеме и не знам на тамо 4 по 4 16 часа да зборуваме за производство на биохумус. Идејата беше да се запознаеме со тие луѓе, да им кажеме дека навистина се трудиме за нив, меѓутоа дека и тие самите мора да се потрудат со цел да зборуваме за одржлива реинтеграција. Значи, не случајно го наметнува. Многу често таа одржливост и ресоциализација и реинтеграција е мантра, која што онака многу е секси да се спомне, меѓутоа не баш нешто многу е да се трудиме тоа и да го спроведеме. А за тоа верувам дека довербата е клучна. Вториот дел, повторно како цел за цементирање на таа взаимна доверба, беше да имаме не само теоретски, туку и практични активности. Многу често, моето скромно искуство работа со овие категории кажува се додека седиме во училница, додека имаме сендвич, топло кафе, цигари, клима, супер, ќе седиме и ќе се седиме. Меѓутоа, кога треба да сработиме нешто, тогаш едноставно е да групата се многу лесно се растура и ова беше еден од испитите кој што беше практично со цел да видиме дали ние навистина можеме да се бавиме со одржливо предприемништво. И третата работа, односно третата цел и активност беше усмерена кон тоа да ние од групата на 10 бездомни лица кои што беа вклучени во оваа активност, да ги пронајдеме нашите локални јоди, односно луѓе кои што би можеле да бидат не толку учители, колку локален рол модел за сите други лица во потреба. Знаете како? Значи, за мене е интересен феномен дека гледам организации кои што, не знам, 20, 25, 30 години се бават со бездомни лица, а при тоа кога ќе кажеш, па добро, ајде да видиме кој човек успел, како успел, знаеш еден во Америка, еден во Мексико, еден во Канада. Мислам, апсолутно сметам дека на нас ни требаат мали локални победи, како што спомнав, рол модели, кои што ќе можат да покажат дека навистина тие активности родуваат со плод. Ирина Јаневска, чие што видео дека е предвидено, значи нема да биде пуштено кога што разговарав со Едвард. Меѓутоа во разговор со неа, жената кажа една многу убава дефиниција, вика: вашиот успех има име и презиме. И навистина ми се допаѓа тоа и навистина верувам дека е така. Не мораме ние да се бавиме со 1000, со 100.000, со 5 милиони. Доволно е секој од нас да помогне да пружи рака да спаси една човечка душа. Апсолутно верувам дека и како ќе биде нашето општество е подобро. Подготвувајќи се за овој проект, освен препораките кои што ги добивме од Министерство за труд и социјала и представниците на Црвен крст во однос на тоа кои се тие луѓе кои што сака да им биде помогнат. Затоа што да се разбереме, ние не претендираме да им помогнеме на сите. Има луѓе кои што бездомништвото си го доживуваат како рок-н-рол. Он ќе дојде, тоа му е на него стил на живот, од сабајле ќе си купи половинче на литар ракија, ќе се развесели фино. Мислам, јас на вистина е да не можам да се посветувам на такви луѓе, затоа што прашањето е они колку сакаат на вистина да бидат интегрирани. Они се живеат во свој фазон, некои од нив прилично убаво се соживеани со сето тоа, така да се фокусираме на лица кои што сакаат да фатат приклучок, да кажам, со ова што ние го нарекуваме некое нормално живење. За таа цел, пред се нашиот психолог направи профилација со некого во Жена парк, со некого на Кеј, значи каде едноставно е живеалиштето на тие луѓе и верувам дека тоа е еден од предусловите зашто на крај проектот беше оценет како успешен. Освен тоа, се посветивме апсолутно сите материјали, целата атмосфера која што го правевме беше направена како да ги имаме генералните директори на топ македонските компании. Значи ништо не се разликуваше. Во ниеден момент не покажавме дека они не се исти како нас. Дури најголем дел од говорниците, стварно сметам дека имавме да кажеме одлични прво луѓе, а понатоа и професионалци, рекоа дека колку они ќе научат од нас, уште толку ние треба да научиме од тие луѓе, затоа што имаат фантастично екзотично животно искуство. Овдека го гледате распоредот, така да се обидовме едноставно да внесеме компоненти на дуално образование. Имаме една теоретска обука, имаме една практична обука, повторна теоретска, повторно практична, да биде поинтересно и за нив, и за нас, да го имплементираме тоа што го учиме,
да можеме едноставно да го видиме навистина оној прогрес кај тие луѓе од двата аспекти, од теоретскиот и од практичниот. Во теоретскиот дел, како што споменав, не беше само производството на биохумус. Овдека пред се ги поканивме мама органа, значи жената која што Наталија, која што си има, да кажам, исто прилично тежок живот позади неа, која што самата успеала да фати приклучок и која што за мене е фантастичен човек и професионалец, еден од најпрепознаените социјални претприемачи во земјава. Беше професорка доцент Даниела од Универзитет Гоце Делчев, која што зборуваше за еднината на социјалното за еднината на органското производство. Доктор Елена и доктор Билјана, едната е стоматолог, другата е специјализант на абдоменална хирургија, зборуваше за важноста на сопственото здравје како основа за една реинтеграција. Дарко Петровски е председавач на локално-економскиот совет во град Скопје, али Лела Ставрева е психолог која што зборуваше за опасностите од зависностите. Нешто што може да биде многу сериозна кочница во процесот на реинтеграција. И Драгана Костевска, доктор со многу интересна тема, виктимизација на стари лица, која што зборуваше за социјална и емоционална интелигенција. И при тоа спомнавме дека е многу важно секогаш и секаде да ги имплементираме човековите права, меѓутоа да се разбереме. Нема во живот само право, има и обврска, и тоа е нешто што сметам дека е дел од онаа честна дискусија со не само со луѓе во што се во потреба, туку помеѓу сите нас. Драго ми е навистина што успеавме да ги вовлечеме сите луѓе. Значи сите обуки беа интерактивни, се поведе дискусија, полемика, еден многу сериозен разговор, така да мислам дека беше навистина уживање. И сите овие сликите ќе видите едните исти лица. Претпоставувам дека добрата подготовка за сето ова допринесе да не ни се осипува групата, туку апсолутно беше просекот на крај кога ги направивме математиките беше од 11 планирани. Имавме значи по 10,4 лица на секоја обука, а од нив имаме 8 лица кои што од почеток до крај било што се за оваа категорија на луѓе, па дури ако сакате во денешно време за било која категорија на луѓе што треба да спроведат обуки со физичко присуство, се фантастични бројки. Вака изгледаше атмосферата кај што работевме. Значи така, пошто беше да кажам набавена и опрема, едноставно излеговме на терен, представивме каде сме, што работиме. Наша пријателка другарка од културно ехо Симона, председателката, која дојде да не посети таму, викаве супер сте, вика како банда супер Мариовци, вика сте направени и така. Така да беше убава една атмосфера каде што во еден пријателски дух беа спроведени сите планирани активности. Тој материјал што беше набавен, беше спуштен доле, сите активности физички беа прилагодени кон физичката кондиција на учесниците, затоа што не сакавме некого да преоптеретиме или да направиме некоја белја. Почнавме од нула, почнавме да ја правиме лејата, значи според прирачникот како тоа треба да биде. Бевме во посета на компанијата во Органика Нова, која што го има направено овој прирачник со поддршка на швајцарците, а која што при тоа и најголем производител на биохумус, да видиме како тоа би требало да изгледа во некое напредно минато. Се си беше спроведено онака според планот. Беше направена таа голема леја или голема корито, обложено со најлон. Поканивме на 2 пати локалните жители. Ова е Ќазо, од Ќазо зимаме кравско ѓубриво, е наш добавувач, човек кој што е фантастичен познавач на локалните прилики, ги знае сите проблеми и ги знае сите можности за понатамошно развивање на социјално предприемачки идеи во овој дел од градот. Се делевме во тимови, значи секој имаше своја задача, но ова е една од тие слики, да сите заеднички учествува во активностите. Чисто покажувам само слики за да видите, тука е прикажан значи целиот процес на формирање на лејата, а ова е веќе завршната фаза каде што една од нашите леи што е претходно направена, доаѓаме у фаза каде што веќе гледаме како се просејува биохумусот до момент на финален производ.
Делот тој биохумус го измеривме, кутиите што претходно ни беа набавени ги спакувавме. Веќе направивме, да кажам, и мало едно лого кое што е така, кое што одразува, да кажам, кое што е сродно и на логото на Сдруженијето. И практично ја завршивме обуката. На сите им беа дадени потврди дека учествувале на ваква обука, а двајца од нив, значи Бобек Диневски и Сашо Спасовски, се стекнаа со таа титула на Јода. Значи луѓе кои што апсолутно покажале. Целиот процес беше многу транспарентен, точно знаевме што оценувавме, имавме формирана комисија, така да никој немал замерка на изборот на овие двајца мангупи за наши јоди. Тоа се случи во четвртокот на 10, ако не се лажам, септември, а веќе на 12 за нашите јоди имавме првата задача. Значи, отидовме, се пријавивме на сајмот за органска храна во Куманово, органска трпеза, каде што веќе и го промовиравме, да кажеме, нашиот биохумус. Овдека да можете да забележите, значи, дел од нашите пакувања, позади имавме изимпровизирано, да кажем, мала алеја, понесовме дел од црвчињата тамо, ја сретнавме професорка Даниела, која што беше еден од првите гости на штандот на кој што и дадовме малку од биохумусот. Беше една одлична атмосфера. И може да се пофалиме дека во моментот кога дојдоа директорот на агенцијата ИМЕ овдека од Македонија со градоначалникот на Куманово, ние бевме штандот каде што они највеќе се задржа. Апсолутно успеавме да го привлечеме нивното внимание со начинот како се трудиме ние да им помогнеме на овие наши бездомни пријатели. Организиравме завршен настан каде што на сите гости им дадовме значи по една кутивка да понесат дома, да го видат едноставно како изгледа тој наш финален продукт. Пријатно сум навистина изненаден и почестен затоа што тоа што беше замислено како финален настан со 30 гости прерасна во настан од 2 пати по 30, затоа што навистина видовме колку луѓето се заинтересирани да видат на каков начин ние го работиме тоа. Така да ова дел од настанот кој што беше организиран од 10 до 12, а на настанот од 12 до 2 имавме, да кажеме, една сценарија каде што еве овдека практично представник на швајцарската амбасада не воведе, го представи проектот. Имавме представник од делегација на Европска Унија, Ѓорѓе директорот на Seed Hub тука во Скопје и Барбара Садовска, жена која што е од Полска и која што 30 години се работи со бездомни лица, која што е социјален предприемач од светски калибар, дојде едноставно и честиташе на резултатите кои што сме ги постигнале. Освен нив, имавме представници од Министерството за труд и социјала, за Агенција за поддршка на претприемништво, од UNDP, USAID, Град Скопје, општините, Банка за храна, хуманитарни организации, општествено одговорни компании. Мислам, апсолутно беше еден фантастичен собир на убави луѓе, убави компании. Размислувајќи што е тоа што ги привлече луѓето, мислам дека атрактивноста пред се сведува на тоа што обединуваме, низ една приказна обединуваме неколку важни сегменти кои што се важни за заедницата. Значи имаме и реинтеграција на ранливи категории, имаме неформална едукација и тоа на начин на дуално образование, имаме ин виво присуство во руралните подрачја, значи едноставно е и дискусија како понатаму да се развиваат со инклузија на локалното население. Имаме промоција на органско производство, нешто што не спомнав, а што е веројатно битно. Кравското ѓубриво кога не е соодветно депонирано, тоа емитува CO2 и негативно допринесува за климатските промени. Така да, значи, еден тим, еден буџет, а колку бенефити за општеството. Она што беше интересно за сите, што практично ова е најмалиот фонд кој што можевме да го добиеме, негде околу 5000 евра. А погледнете колку активности кога човек сака може да се направат. Значи, таков мал проект кој што воедно ги обединува и зеленото, го обединува социјалното и го промовира претприемништвото, меѓутоа пред се ја промовира одржливост. Значи, нешто каде што апсолутно им дава шанса и надеж овие луѓе да бидат утре едноставно рамноправни во сите сфери на општественото живење. И тоа е тоа. Ви благодарам за вниманието.
на invivo.mk можете дополнителни информации да најдете, а јас секако да кажам стојам на располагање и се надевам на соработки со кои што ќе проистечат од оваа денешна средба. Благодарам. Ви благодарим и на вас, навистина имавте многу инспиративна презентација, многу интересна и јас би имала две прашања. Првото прашање е додека траеше проектот и додека траја нивните активности, нивното сместување, пошто нели тие бездомни лица се кој каде го обезбедуваше? Едно од тие лица, значи Саше Спасовски, еден од луѓето кој што беше прогласен за ЙОДИ, он е поранешен штитеник на Центарот за социјална работа и он беше сместен во Чичино село. Во март месец сам изрази желба да се приклучи континуирано во активностите на нашето здружение, така да од март месец, уште пред проектот, он е сместен веќе горе, тамо сами имаме направено една куќичка со две легла. Значи има некаде околу 16-17 квадрати куќичката, местото за преспивање, што е 25 метри тераса покриена. Така да Саше сака да работи со биохумусот и мислам дека Саше, една од причините зашто е Саше прогласен за ЈОДА, што он со личен пример докажува дека он навистина сака и може. Саше е еден од оние луѓе кои што, или веројатно единствен, кој што дошол од подобро на полоша. Значи он бил сместен овдека во град, он имал 3 оброци, он бил, да кажам, практично на државна јасла. Меѓутоа, барајќи си го чарето и иднината, он дошол едноставно сам да работи таму и да се труди да си оствари. Сите останати лица, ова беше процес кој што не обединуваше еднаш неделно. За сите беше обезбедена храна, превоз за тој ден, облека покажавме, ама немаше потреба за сместување. Ја искрено се надевам и тоа беше една од пораките до донаторите, дека нема да се заврши на ова. Дека некој ќе го препозна и дека во догледно време ќе можеме да обезбедиме освен можност за вработување и можност за сместување на тие лица кои што би земале учество на ваков начин во нашите активности. Значи, а другото прашање ми е дали вие продолжувате понатаму со проектот и во која насока? Продолжуваме, апсолутно, немаме опција, немаме начин. Сакавме и ги поканивме сите потенцијални донатори, на нас не ни треба многу, меѓутоа многу е битно да покажеме на цело општество дека можеме да го држиме интересот на оваа група. Аплицираме за други проекти, бараме донации, бараме помош, поддршка од социјално-општествени организации, меѓутоа, знаете како, ние не бараме донации. Ние не бараме донација. Значи, конкретно предлогот да сите општествено одговорни компании е, ако немате буџет за корпоративна општествена одговорност, дајте да видиме дали може да пренамените нешто од вашиот маркетинг буџет. Може би, не знам, не имате потреба некој да дели лифлети во градот, може би некој едноставно може да направи некоја промоција, може било што сметате дека оваа група на луѓе може да одработи за нас. Значи, не бараме ништо за џ. Апсолутно. И тие парички, таа поддршка што некој би ни ја дал, апсолутно сакаме да биде за оно што би го одработиле. Само на таков начин може да покажеме дека сме сериозни во намерата да бидеме промотори на социјалното претприемништво. Не со теорија, апсолутно туку со применето претприемништво. Ви благодарам уште еднаш за инспиративното и интересно предавање. Дали има некој друг прашање? Доколку нема, јас ќе го замолам Кирил да продолжи каде што прекина. Има прашање, извини, Благица, во коментар од Емилија Софеска, кој што нема микрофон. Што се случува со лејата после завршетокот на проектот? Дали е демонтирана во еколошка смисла или оставена на лице место? Не знам дали го... Да, го гледам, да се распеѓа во природата, да. Лејата си е нешто кое што останува, значи во сопствената и наменета за игрни активности. Значи во таа леја и понатаму има црвчиња каде што таа се функционира. Тама има 8 легла црви, секое легло има вредност од по 100 евра, така да нема ништо да се распаѓа, нема ништо да она. Тоа е апсолутно
целото тоа производство кое што е сега начинато, како и другите леи кои што ги имаме, да кажеме, претходните наши активности, се наменети за производство на биохумус. Ништо од тоа не се распаѓа, ништо од тоа нема, не знам, да дополнително загадува. Нема таква... Да. Јасно. Добро, пошто немаме други прашања, еве се надевам дека Емилија е задоволна од одговорот, пошто писмено беше прашањето, се извинувам што не го приметив. Повели Кирил. Јас на сите ви се извинувам, линкот падна, така што за моја жал и за моја, да речам, не знам, срамно, тоа е техниката. Дејан, фала ти за презентација. Значи, и јас доаѓам од непрофитна организација која што до сега најмалку на 10 места сме побарале грантови, донации и така натаму, но се откажавме од тоа и значи имаме многу постигнато само со пари од нашето членство. Така што не должиме на никому ништо и можеме да зборуваме што сакаме. Така што и така и делуваме. Во таа смисла компромисот тука во смисла на тој што е невладин сектор, кој што јас навистина не сакам да се поистоветувам со тоа, е за мене така поразувачки, едноставно подобро е некогаш да се оди со една активистичка енергија и така натаму. Во ред, јас ќе продолжам со тоа што сакав да го споделам. Се извинувам повторно, еве, јас ќе одам со тие линкови. Електромобилност.мк е нашиот портал. Еве, посветете 10 минути кога имате време и има доста материјали. Јас сум веќе на линкот библиотека. Тука се грижливо собирани материјали, презентации, студии од сите настани каде што сме биле, што сме ги направиле. На електроимашински сме направиле 2 меѓународни конференции во 2013 и 2015. Значи со професори и така натаму, агендите се е тука. И така натаму сега во фокусот би ги класирал електричните возила така во една во 3 слоја, тоа што можеше да се третира како автоцентрични решенија, булевари и така натаму. Имавме една конференција која што тука се фокусираше, но еве едно истражување кое што, ако ја гледате презентацијата на метаморфозис, ова сега пред неколку дена излезе. Значи, скоро имаме за 10 години дуплирање, ајде не дуплирање, но најмалку 40% зголемен број на автомобили по патиштата, за разлика од не знам 2009 година, што значи на секој пети човек со кола се оди. За Скопје тоа е навистина голем пораз, затоа што Скопје едноставно не може да го издржи тоа во смисла на загадување и така натаму, и класификацијата на возилата, како што видовме во ковид сега, е дека треба да се оди уште на 2 класи за Скопје, а тоа е лесни електрични возила под 500 кг во смисла на точаци, трицикли, четирицикли и така натаму, кои што може да бидат и самоградени, може да бидат и тротинети и така натаму, може да бидат и педи. Тоа му треба на градот Скопје, но за тоа е потребна комплетно друга инфраструктура во градот. И градот Скопје, за жал, иако сите европски градови го видовме тоа, ресурсот улица почнаа да го споделуваат на начин како што е потребно со сите учесници во сообраќајот, пешаци, велосипедисти и јавен транспорт со тешки возила тип на автобуси, тролебуси, трамваи и така натаму. За жал, градот Скопје не му текна да почне да ги преградува улиците и барем една лента да оди во таа насока. Така што ово е само статистички податок за да продолжиме со дискусијата. Во таа смисла организацијата дел од тие автоцентрични решенија сега ги пренасочува други полиња и тоа едно е лесен трамвај. Би сакал само да ви покажам, се извинувам, ова некако споро оди, повторно може да се заглави. Има еден линк тука, не можам да го споделам. Поред ќе почнам од овдека. Направив едно истражување во 2019 со доста материјали и ви го препорачувам. Тоа е во библиотеката Електрификација на транспорт
комплетно е тоа од тротинети до локомотиви, едно така и популарно четиво, но има и доста инженерски аспекти кои што доста може да помогне луѓе за истражување, за разбирање и така натаму. И тука исто ве поканувам, ако има потреба во вашите организации на било кое ниво да помогнеме со одредена така дискусија, да не кажам едукација или разбирање за некои од овие теми, слободно контактирајте не, ние со тоа се занимаваме и можеме да дискутираме, да речеме да направиме мали работилници, предавања од пола сат. Еве што содржи ова истражување кое што јас го правев. Мастер план за лесен шински транзит. Тоа што сега градот за жал го напушти, но не се надевам бесконечно, затоа што во генералниот урбанистички план мислам дека линиите за шини се безицирани, но во деталниот тоа не е така. Така што градот сега оди на таа приказна Bus Rapid Transit. Не можам линковите повторно да ги отварам. Еве, линкот се надам го гледате. Овие се две линии во градот Скопје за јавен транспорт. Север, југ и исток, запад. Тоа се практично истите линии на кои што треба 2 од 5 трамвајски линии да одат. Така што тоа што градот сега го продава како трамвај на тркала, нема трамвај на тркала, дводелни и троделни автобуси, така што трамвај кога се кажува се мисли на шински состав, односно шини. Тоа би било за тоа, една мала критика за градот, така што иднина ќе одат трамвајските линии, тоа е сосем паралелен систем од овој сега што оди, но не е тоа темата на ова. Еве, дополнително на тоа, еден искусен инженер и јас направивме еден предлог, значи за метро во делот на градот каде што трамвајските линии ќе мора да поминуваат низ големите раскрсници, па тука да речеме би се копало со едно решение кое што не е она од многу длабоко копање од 30 до 50 метра и подлабоко, туку до 10 метра од булеварите. И тоа го има тука како предлог, но за да се развие таа приказна треба, еве, ние предлагаме тука во еден пост, има и сликички така натаму, тоа би било интегрирано со трамвајски систем. Но, како што кажав, значи, автоцентричните решенија за градот Скопје се веќе неприфатливи и градот ќе мора да транзитира кон други решенија, кои што се лесни електрични возила, лесни возила и така натаму. Нашата иницијатива е тоа што всушност сакав да раскутирам јас, се лесните возила. Значи, еве што е тоа, да го маце, да прочитам оваа страна тука. Информации за лесни возила, значи тротинети, мопеди, четирицикли, велосипеди, трицикли, колички за сервиски, специјални сервисни потребни, моноцикли, дронови, лесни авиони, ботови како буби, роботизирани раце, жироскопски автономни модуларни возила, подвижни платформи за вода, динамички платформи, електромотори, батериски модели, 3D печатање, паралелограми, рубикови коцки, сфери, крила, геометриски летала без пилот, тркала, множество инсекти што кружат во воздухот, роеви, пикоелектромоторни погони за ветар и вода, шаси од челик, алуминиумски профили, јаглеродни влагна, плексиглас, работилници, алатки, градба, самоградба, производство и редукција и така натаму, лего блокови. Една фантастична можност за Македонија да развива лесни возила во мали работилници со малку инженери, шанса и за бизнисите тука да погледнат. Има и во Македонија има околу 20.000 не тротинети, туку мопеди, така што една транзиција сега би била симпатично тие ако станат електрични да се оди со некоја стратегија од 50.000, меѓутоа со ковид видовме дека ќе треба да се полека тие автоцентрични да се отфрлаат и да се оди значи на лесни возила, што значи дека една стратегија од 50 до 100.000 возила би дала многу за да речеме развивање на локални бизниси овде.
тоа е една вака порака за сите кои што размислуваат таа смисла. Има тука многу за израз, многу да се направи, може да се вклучат разни страни, факултети, студенти и така натаму, така што тоа е нешто што го предлагаме. Веќе направивме 4, односно 5 настани пред COVID и тоа со динамика од месец до месец. Имаше предавање од луѓе кои што градат возила, лесни возила, да речеме модуларни лесни возила од алуминиумски квадратни цевки. Тоа беше последниот настан. Претходно имавме за 3D печатење работилница. Значи доаѓа студенти, доаѓа еден предавач, па има работилница во Кавадарци кај наш колега кој што развива специјализирани возила за велосипеди за луѓе со специфични потреби и така натаму. Така што сметаме дека сега треба да се даде голем фокус на лесните возила во широк спектар, не само за лична употреба, туку и за мали производства, па и за, да речеме, индустријско производство и така натаму. Јас би сакал од прилика да кажам дека бараме пари, значи, за оваа идеја за лесни возила, при што тенденцијата би била да има на секој месец одредено предавање од некој што нешто направил и ни треба, не знам, простори што тоа ќе го правиме во една тенденција од 10 до 15 месеци и тоа континуирано да се прави за една култура на тие лесни возила да почне да се формира. Сега јас некои ќе кажам што ги читав, што ги слушнав од претходните предавачи, па вака како некако реплика, туку како мои размислувања. Јас само би кажал пред COVID, тоа што го следевме како либерален, персонифициран, индивидуализиран капитализам, значи тоа е завршено и нема да се врати назад. Значи ние сме сега во една, така речи, маглата се тргна, како да кажам, затоа што видовме со COVID колку катастрофални ни се позициите не само во Македонија, туку и во многу места во светот, со образовната инфраструктура, во здравството, со работниците кои што работат во сите овие области кои што се круцијални за одржување на системот, така што не може да се оди повеќе на истиот. Овој систем сега кој што ја даде пошироката рамка за тоа, едноставно овој либерален капитализам мора да се напушти. Идејата за GDP е неприфатлива повеќе и професорката Сековска кажа дека на македонски не е преведен the growth. Еве јас ќе кажем дека има превод и дека се однесува одраст. Што тоа одраст значи, најдобро можевме да го сведочиме во моментот кога бевме, така речи, under lockdown, под глобален локдаун, кога видовме дека планетата почна да дише, што значи дека сите мора да се откажеме од таа материјална репродукција која што нема смисла. Повеќе ова, повеќе она, повеќе ова за ништо, повеќе ова за натаму и така натаму. Но тоа што приметив е блага критика, да речам, кај колегите тука, кои едни прекрасни предавачи, дека јазикот кој што се користи, за жал е јазик од претходното време и тој мора да се промени. Сакам да предложам неколку референции за промена на јазикот кој што може да биде, кој што ги вклучува, да речеме, овие нови парадигми кои што сега имаме шанса да ги зграбчиме. Тоа значи регенеративност. Одржливост за мене едноставно тоа е, да речеме, понапредна форма. Регенеративност тоа е она што го нарекуваме колку јаглероден отисок остава секој на планетата и колку е способна планетата да регенерира во токот на една година. И тука може да се видат тие така наречени разлики помеѓу богати и сиромашни држави пред се. Го прави тој јаглероден отисок на оваа планета. И во таа смисла таа либерална
тенденција направи ти си задолжен, ти рециклирај, ти направи го ова, тоа веќе не поминува, значи загадувањето го прават најголемите корпорации на светот. Тука е проблемот, тоа се фосилни горива и така натаму, мора да се оди надвор од све што загадува. Ако тоа значи прекин на некои корпорации со работа, газ, нафта и така натаму, тогаш тоа, ако е тоа еднината, тоа треба да се прифати. И во таа смисла јазикот мора да се промени. Значи, што се говори, кои се референците на јазикот кои што значат радикална промена сега. Ова не е шала што климатската катастрофа. Понатаму, да цитирам нешто што кажа Европската комисија од 2016 година, а тоа е значи препорака за сите влади на Европа дека електрификацијата на транспортот треба да биде висок приоритет со комплетна интеграција на сите типови на електрични возила и мобилноста во електричната мрежа. Тоа не значи само булеварските возила, овие што се електрични возила, туку тротинети, камиони што се со трола, јавни, да речеме, јавен транспорт од тип на тролејбуси, трамваи, тоа што го немаме, но може да го имаме во Скопје и така натаму. Од професорката Сековска чувме за целите на Обединените нации до 2030 ревидирани, така што 2030 е многу близко. И јас би кажал само тоа што, да речам, провеува кај мене што го слушнав се извинувам, дека на планетата, тоа јас би го кажал, има вака упростено да карикирам 1000 килограми земја, 100 литра вода и 80 литра воздух и нема повеќе. Тоа значи тоа што е конечната заклучок е дека капитализмот е некомпатибилен со физиката на планетата. За Македонија, за локални услови, тоа значи дека таа приказна, да речеме, во енергетиката, која што јас лично многу ја критикувам, со малите хидроцентрали мора да сопре. Има 101 мала хидроцентрала во Република Македонија и буквално се уништува биодиверзитетот, екосистемот локално таму, така што тоа е веќе неприфатливо. Од прилика тоа би било, значи тенденцијата наша е сега на лесните возила да се даде, значи од секој аспект, да речам, силина во разговорите, да се размислува за електрификација на транспорт во смисла на град Скопје. Еве, денове слушавме и од новиот министер за транспорт и врски дека ќе се обноват тие железнички транспорт на коридорот 8 од Бугарија преку Македонија до Албанија, што е од прилика 250 километри, кој што треба да има, да речеме, 5 трафостаници на 110 киловолтно напонско ниво, значи на 50 километра по еден, и тоа би значило поврзување на овие две земји, Албанија и Бугарија, со железница, што до сега го немавме, имаме само север-југ. Тоа е тешка железница, не е дел од оваа приказна, но лесна железница, оваа трамвај, јас се отвори повторно. Еве, од прилика тоа беше, се надевам дека не бев предолг, но морав некои работи да ги кажам. Ви благодарам. Благодариме и тебе за исцрпното излагање. Дали има некои прашања или коментар? Доколку никој нема прашање и коментар, јас би ви се заблагодарила на сите за присуството, за трпението, за многу интересните и инспиративни презентации кои што ги чувме тука, и се надевам дека наскоро Комората за мали бизниси ќе организира некој друг ваков интересен настан, па повторно да се сретнеме и да се споделиме вака интересни идеи и размисли. Ви благодарам уште еднаш на сите и ве поздравувам. Извинете, дали е можно еден коментар да се даде? Апсолутно. Бидејќи прашања немам конкретно за предходната сесија, предходниот предавач, или за предходните,
Меѓутоа, генерално сакам еден предлог да дадам пред да завршиме, ако се завршува целата дебата. Апсолутно можеме таман работа, би било убаво да има дебата, да. Добро. Јас сум Катарина Георгиевска, ние се познаваме лично со Благица, со професорката, ќе се сетите на мене. Како не, Катерина? Така, здраво. Здраво. Сега работам во МСИП единицата при Министерството за финансии како експерт животна средина. Она што сакам да го предложам е дека на вакви јавни дебати, јас, например, би очекувала и одредени предлози доколку може да дадеме до организаторот, а овде организаторот е Комора на мал бизнис, во смисла на некои си интересни активности кои што сметам дека бизнис секторот дека и како може да ги проведе, а во насока на примена на овие препораки или теоретски елементи, како да ги наречам, денес што ги слушаме. Од сите вас што слушнавме, многу убави работи се кажа, меѓутоа што од тоа ние можеме во пракса да примениме во нашата земја во Македонија. Конкретно, мојот предлог што е, се соочуваме, сите знаеме за овој проблем, огромен проблем имаме со отпадот во нашата земја. Јас конкретно ќе алудирам на отпадот кој што произлегува од градежниот сектор, односно од градежништвото. Безброј примери има, например, еве една од сесиите и во неколку сесиите од презентациите беше спомнато, например, енергетска ефикасност, замена на прозорци, кровови, термоизолации и така натаму. Ние веќе доаѓаме во ситуација во нашата земја, има доста примери каде што не се заменуваат само стари дрвени прозорци, туку веќе и стари ПВЦ прозорци се заменуваат или алуминиумски, затоа што техниката напреднала и технологијата напреднала и сега имаме нови уште поенергетски ефикасни ПВЦ прозорци, например, па веќе и тие стари се заменуваат, некои што пред 15-20 години биле заменети. Што се случува генерално? Постои една така наречена градежна мафија, не е ова ништо ново, да не се преправаме дека не знаеме за тој проблем. Значи, се врши наплата од страна на градежните изведувачи од страна на фирмите, во смисла на во нивната цена влегува вадење на старата градба, да ќе бидат стари прозорци, стари цули, стари вратишта, стари кровови, цигли, што и да е, и одвоз до депонија. Ова се наплаќа, меѓутоа, најчесто тоа не завршува на депонија, туку завршува на секаде по долчиња, покрај патишта, покрај реки, кој каде стигнал, фрла, пали и така натаму. Ако членки на бизнисите, тоа се стопанскиот сектор на коморите за мал бизнис, конкретно за оваа комора зборува, макар да не може да поведе иницијатива од оваа комора, па и до сите други комори да ги покани на една заедничка дискусија, на еден заеднички процес во кој што самиот бизнис сектор, значи самите градежни фирми кои што ги изведуваат овие градежни работи, ќе се залагаат за ефикасно отстранување на тој градежен отпад, да се соработува со општините. Пазете, ако Скопје е најголем град во нашата земја и тука имаме огромна градежна експанзија, во другите градови нема толку многу како што е во Скопје, ниту една општина скопска нема назначено, согласно закон, со одлука, формално на совет, нема назначено депонија за инертен чук, за инертен отпад, односно тука влегува и градежниот чук. Не постои таква назначена депонија, односно материјал автоматски по некаков автоматизам треба да се носи до дрифа. Тоа не се случува во пракса реално, знаеме каква ни е состојбата, значи имаме проблем. Значи јас многу сакала да видам формирање на една работна група од самиот бизнис сектор. Еве, ние зборуваме тука за подигање на свеста, имавме обуки, денес имавме различни презентации, а мајде да ги спроведеме во дело и да почнеме од нешто минимално. Да се самиот бизнис сектор, самите иноватори кои што ги имаме во нашата земја, низедни работници, може да се вакви онлайн сесии секако,
нека предлагаат методи, она што се случува во светот, да видиме кај нас што тоа може да се примени за старите ПВЦ поврти, дали може повторно да се искористат или мора да се носат на депонија, што се прави со нив, што се прави со градежниот отпад, дробилици, така наречени, да се некој може да инвестира, да го дроби сето тоа, па да прави нови градежни рециклирани материјали. Колку од сето ова се случува во нашата земја? Мој предлог е до оваа комора, кога веќе разговараме на таа тема, навистина да се отпочне со реални чекори, да немаме, значи, овие теоретски презентации се многу добри да се разбереме, јас не сум против, меѓутоа сакам да видам, јас навистина би сакала да видам и во пракса нешто да работиме, мал чекор да почнеме да ги работиме овие суштински проблеми што се во нашата земја. Мислам дека ме разбрате што сакам да кажам. Толку не ви должела понатаму. Навистина голем проблем имаме со отпадот, и со дивото градење, како што рече, со градежнава мафија. За жал, мислам дека нашите сили, освен да влијаеме на подигање на јавната свест и притисок да правиме врз политичките елити, оние кои што се одговорни сето ова да го реализираат, не знам колку имаме реална моќ да нешто навистина конкретно промениме во оваа насока, иако нашите политички елити прилично се отпорни на јавното мислење и многу не се потресуваат кога граѓаните се возбудуваат. Веројатно и наша вина е тоа што не знаеме, можеби да реагираме посоодветно, ама се обидуваме, не прекинуваме на сите можни начини, кои како може во својот домен и колку може. Океј, јас само сакав да дадам предлог. Значи, ако комората се организира, оваа комора на мал бизнис, ако организира вакви јавни дебати, во рамки на таа јавна дебата дадов предлог да отпочне еден процес на соработка, процес на диалог, повикување на работилници практични, во кои ќе бидат повикани и општините на град Скопје. Нека почнеме од Скопје, не мора пошироко од државата. Нека бидат поканети Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за транспорт и врски, каде што се наоѓа тука и градежниот дел, така Министерството за економија, евентуално, значи сите оние кои што би имале допирни точки со оваа тема, како и самите градежни фирми, самиот бизнес сектор и оние сите овие што ги прават иновациите. Денес тука слушнавме многу интересни иновации. Така да и такви организации или поединци, експерти, стручни лица, паметни луѓе да се поканат низ едни вакви сесии, да дискутираме од каде може да почнеме да ставаме ред. Значи, да почнеме самите да го ставаме редот. Ако се оградуваме, нема да постигнуваме многу, но да пробаме да се става редот во таа област. Во било која област, не само во таа. Јас конкретно давам предлог за градежниот отпад. Толку од мене, не ви должела повеќе. Еве, Едвард, дали слушаш? Ова ти е идеја за нов настан да организираш на темава, пошто навистина интересна тема, горлива, во организација на Комората за мали бизниси? Да, слушам, па за градежниот сектор малце ќе се фокусираме, така да специализирана некоја програма во овој домен може да се организира. Но целта беше самата дебата да отвори нови правци, нови прозорци за следни што се вика настани и поконкретни како што беше спомнато претходно од Катерина. Други прашања, предлози, идеи, дебати има ли? Доколку нема, јас мислам дека навистина имавме денеска плодна дискусија и долготрајна и навистина слушнавме многу интересни работи и баш би ми било драго доколку Комората за мали бизниси и во иднина организира вакви интересни настани. И уште еднаш да ви се заблагодарам за присуството на сите, а на Едвард за организацијата и за идејата.
и имајте убав ден. Здраво на сите, моето име е Ирина Јаневска, јас доаѓам од Сдруженијето за социјални инновации Арно. Многу ми е жал што денеска не сум во можност да бидам во живо вклучена на овој интересен и значаен настан. Нажалост имаме многу проекти и обврски кои поради пандемијата се преклопуваат. Инаку сакам да искажам голема благодарност до организаторите за поканата и поздрав до сите говорници, слушатели, сите оние кои што се делува во овој настан. Навистина се надевам дека ќе имаме шанса во блиска иднина да продолжиме со дискусијата, да измапираме заеднички можни потенцијални начини на соработка и мрежување. Јас сега ќе ја почнам мојата презентација, да се извинам доколку најдам на предизвици, навистина чудни се овие времиња на онлайн презентирање, без публика, без никакво чувство на, да речеме, непосредност. Се разбира, тука е темата која што се надвам ќе ме води и ќе успеам да ви ги доловам сите аспекти на она што ние го нарекуваме варно зелено социјално предприемништво. Темата на моето излагање е насловена Зелено предприемништво како повисока октава на социјалната економија. Ќе зборувам за неколку аспекти на зеленото предприемништво. Октавата е само метафора, да не ве збуни дека станува збор за музичка теорија, ќе се вратиме набрзо на неа. За почеток сакам да се представам за оние кои што не ме знаат. Јас сум основач и председател на Арно, активист сум од свој 15 години. Она за што денеска ќе зборувам како искуство најголемо го влечам од организирањето, од неколку годишното организирање на надпреварот за зелени идеи, кој што го организирав до оваа година. Оваа година на позицијата имаме нова колешка, меѓутоа овој надпревар е еден од главните социјални интервенции во рамки на програмата за одржлив развој на Арно, од која што ги влечеме сите идеи, инспирации и понатамошни чекори за работа. Инаку од другите проекти кои што се поврзани на оваа тема, можам да ги издвојам Кулинари.мк, иницијатива преку која што ние не само проповедаме социјално предприемништво, туку и самите го практикуваме. Станува збор за иницијатива преку која што продававме часови за готвење и профитот го инвестиравме во учениците готвачи од Средното училиште Лазар Танев во нивно надградување на нивните меки вештини, мотивација и други потребни интервенции кои што сметавме дека им се значени на овие млади луѓе за полесно да транзитираат на пазарот на труд. Имаме еден многу интересен тековен проект кој што се спроведува во две етапи. Станува збор за акронимот STRET, Students Today Responsible Entrepreneurs Tomorrow. Гледате дека го користиме доста и терминот одговорно предприемништво. Станува збор за една интервенција со која што сакаме целото наше искуство и препораки да ги вметнеме во рамки на формалното образование. Понатаму за себе можам да кажам дека сум навистина страстен активист за и промотор на социјалното предприемништво и уште од самите почетоци сум тука и дискутирам во рамки на работните групи за носењето на правна и фискална рамка, дефинирањето на социјалното предприемништво и така натаму. По професија сум дипломиран комуниколог, магистар по културологија и моментално студент докторант кој што сака да има една птичја перспектива, сака малку да донеси академска релевантност во работењето во третиот сектор. Она што ме мотивира да продолжам со трети циклус на студии и изучувањето на културата на давање, затоа што она што го забележав во рамки на двата концепти и на социјално и на зелено предприемништво, дека човечката потреба да врати кон заедницата и природата е навистина она што е појдовно. Филантропијата, човеколюбието, културата на давање е нешто што мислам дека ќе ги трансформира идните бизнес модели. Во долниот лев агол ги имате веб страниците zeleniidei.mk и веб страницата на Арно, која што моментално се конструира, меѓутоа набрзо очекувајте не да сме онлайн со сите наши содржини кои што ќе ви доловат поубаво што се работиме и се надевам ќе ви инспирираат да ни се обратите за можни соработки.
Повисока октава, како што најавив, е само една метафора која што во рамки на музичката теорија, ајде да кажеме, дека оваа дефиниција се однесува на интервал чија повисока нота има звучна бранова фреквенција на вибрација двојно поголема од нејзината долна нота, или визуално прикажано, тоа се двете ноти С, кои што се оддалечени 8 ноти, тоа е октавата, тоа е дистанцата, иста буква е. Сега јас каде овде го гледам социјалното и зеленото предприемништво, сметам дека во голема мера овие два бизнес модели се преклопуваат, со тоа што за мене од стекнатото искуство, од согледаните предизвици и идни можни, да речеме, и сопки и препреки на патот за новите бизнес модели, јас огледувам дека зеленото предприемништво навистина вибрира, осцилира на една повисока фреквенција од социјалното предприемништво. И тоа го гледам исто така и преку овие две дефиниции, кои што се преместени од официјални европски документи. Социјалното предприемништво е нов бизнес модел, станува збор за социјално предпријатие кој што оперира во областа на социјалната економија со цел да оствари општествено влијание, а не само профит за собствениците, основачите или акционерите. Социјалното предпријатие, кажавме дека има пазарна ориентација, тоа нуди добра и услуги на пазарот, на предприемачки иновативен начин, со тоа што го употребува стекнатиот профит со цел да постигне општествено влијание. Значи, гледаме дека има една редистрибуција на профит, меѓутоа тоа не е само клучниот аспект кога зборуваме за овој бизнес модел. Еден од битните аспекти на социјалните предпријатија е самото менаџирање, кое што треба да е на одговорен и отчетен, транспарентен начин, инклузивен, значи да ги вклучува и вработените, и потрошувачите, и сите оние страни кои што се засегнати од комерцијалните активности на оваа правна форма. И сега зеленото предприемништво пак функционира во рамки на зелената економија, која што е дефинирана како економија со ниска емисија на јаглерод, економија која што е ефикасна во употреба и реупотреба на ресурси и која што е ефикасна и промовира социјално вклучување. Гледаме дека во суштина двата модели се препокриваат, со тоа што јас ќе споделам и проширената дефиниција која што вели дека во зелената економија растот на вработеност и приходите се водени од јавни и приватни инвестиции на економски активности, инфраструктура и средства што овозможуваат намалени емисии на јаглерод и загадување, с голема ефикасност на енергијата и ресурсите и спречување на губење на биодиверзитетот и услугите на екосистемот. Еве таа нота од С до С. Гледаме дека во суштина се кажува исто, со тоа што во оваа проширена, преместена дефиниција за зелената економија многу јасно ни се посочени сите оние можни болни точки и предизвици на бизнес моделите кои што оперираат во услови во свет во кој што живееме. И сега за искуствата кои што споменав дека ги користам, дека ги надградувам и употребувам и за инспирација и за дизајнирање на нови социјални интервенции, сите овие искуства доаѓаат од регионалниот надпревар за зелени идеи, кој што минатата година е ребрендиран во Balkan Green Ideas, кај нас на национално ниво е ребрендиран во Зелени идеи. Станува збор за надпревар кој што поддржува зелени бизнес идеи, кои што се економски активности на правни субјекти кои што придонесуваат кон животната средина, користат ресурси од локалната заедница и придонесуваат кон одржлив развој. Како? Преку интеграција на локални, економски, социјални и еколошки потреби и приоритети на заедниците. Не знам како величи оваа дефиниција, можеби е премногу едноставна, можеби е премногу сложена, меѓутоа она е тоа што ние го имаме како оперативна дефиниција за овој надпревар, кој што се разбира цело време се надградува. Како оваа дефиниција се преведува во нешто што е поопипливо, нешто преку што самото жири секоја година ги оценува сите пристигнати идеи, тоа се овие критериуми за учество кои што бараат идејата да е во рана фаза на развој, да користи знаења и ресурси од локалните заедници,
да има детален план или визија за одржливост на животната средина, да има економска логика, економска оправданост, да е иновативна и уникатна. На надпреварот може да учествуваат индивидуалци, социјални предприемачи, граѓански организации, мали приватни компании кои што немаат годишен профит поголем од 10.000 евра. И сега да се вратиме на надпреварот, да кажеме дека освен во нашата земја, тој се спроведува и географски го покрива регионот на Западен Балкан, значи се спроведува во Албанија, Црна Гора, Косово, Србија, Босна и Херцеговина, а изминатите 2 години се спроведува во Грција. Надпреварот постои од 2012 година и до сега преку избор на 3, односно 4 победници на регионално ниво се инвестирани $300.000 во развој и поддршка на зелени бизнеси. Токму тоа се резултатите од овој надпревар кои што се видливи и кои што сега ќе пробам да ви доловам дел од успешните приказни, дел од она реалност во која што гледаме дека навистина зеленото предприемништво е повисока октава на социјалното предприемништво. Да почнеме со еден пример од нашиот сосед од Косово. Станува збор за пример кој што го користи принципот на циркуларна економија. Биогаз од фарма од кокошки добиен преку тој еден затворен систем на функционирање, кој што е доста интересен не само затоа што воочува на принципот на циркуларна економија, кој што во 2015 година беше навистина нов за овие простори, туку и зборува за како можат економски да се заеднат малите фарми од регионот. Еден пример кој што доаѓа од нашата земја, станува збор за архитектонското студио Спин на младата архитектка Марта Мојсова, која што гледаме реупотребува, рециклира мебел, му го продолжува животот, му дава нов живот на едно старе парче мебел кој што би завршило како отпад и со тоа прави интервенција во рамки на постоечката економија. Она што е интересно е каде гледаме дека еве овој зелен бизнис осцилира и повисоко од еколошката мисија и во рамки на охрабрувањето и овозможувањето на економски придобивки и на луѓе кои што живеат на маргините. Знаеме дека Скопје во зимниот период нажалост достигнува први места, топ 3 ранг листи по загаденост на воздухот на светско ниво. Ова е нажалост и поради тоа што некои семејства навистина не може да се дозволат други форми на грење и тие посегнуваат и по мебелот како извор на затоплување на нивните домови. Марта ова го препознава, значи не само од еден аспект на циркуларна економија, туку и како можност за интервенција и помош на маргинализираните фамилии кои што живеат во нашето општество, така таа го откупува мебелот од овие фамилии, со што гледаме и како овој бизнис помага на многу нивоа. Еден од моите омилени примери на зелени бизниси е бизнисот на магионичарот Кристијан Шопов, кој што од обичен магионичар се ребрандира во зелен магионичар. Тој основа своето предпријатие Green Magic Production и ова е една од неговите први кампањи која што дополнително ја спроведува и со поддршка од Пакомак. Станува збор за кампањата Хокус Покус, рециклирањето е во фокус, која што беше многу популарна и која што резултираше не само со посета на училиштата на основните училишта во нашата земја, туку и со едно големо магионичарско илузионистичко шоу во Македонската филхармонија во 2019. Преку оваа фотографија сакам да ви покажам како Кристијан доследно ги следи сите принципи на зеленото предприемништво и така во рамки на своите перформанси и представи тој не употребува реквизити кои што се нарачани од AliExpress, кои што можат да бидат претходно подготвени и совршени. Не, тој во согласност со своите принципи и вредности сам ја конструира опремата со помош на локалци кои што му помагаат во тоа и со помош на, односно со користење, како што гледате, на отпадни материјали. Дополнително, гледате колку е стилски облечен, може да го пофалиме и за неговата доследност и во сопствениот изглед. Тој имено користи upcycled облека, која што исто така е подготвена од страна на млади македонски дизајнерки, кои што преку принцип на patchwork навистина креираат многу интересни парчиња облека.
Зошто го избрав овој пример и зошто ми е еден од омилените? Затоа што не само што ни како да кажеме, прошири дефиницијата и ни донесе многу убав пример за колку иновацијата може да биде користена и во зеленото претприемништво, туку и затоа што навистина не ги не ги расшири сваќањата за што се може да се свати за промена на однесување, кој се метод може да се користи во behavior change. Освен за забава, Кристијан на, еве конкретно оваа фотографија, преку својот перформанс, ги користи своите еколошки пораки, својот пристап за едукација и промена на однесување. Ево ова младо дете конкретно учи како да селектира отпад. Интересно кај оваа зелена идеја и како таа осцилира на повисоко ниво е што иако примерна таргет група на Кристијан се дечињата, кои што се први, кои што се изложени на неговите пораки, први кои што навистина го менуваат своето однесување. Секундарна таргет група се нивните родители, кои што верувајте дека ни се јавуваат со фидбек дека дури имаат мака дома затоа што сега детските родендани од страна на нивните деца имаат поверувачка да не користат пластични цевки, пластични чашки, затоа што ете дечињата благодарение на тоа што посетиле некоја представа или перформанс на Кристијан, научиле дека пластиката иако магично исчезнува под рацете на еден магионичар, таа нажалост останува долго време во природата и кога ќе се разградува, таа прави навистина голема штета. Ете еден пример како преку забава може да се постигне не само свесност, туку и навистина да се влијае врз однесување на неколку нивоа на граѓани и таргет групи. Оваа фотографија ја користам за да ви илустрирам дека и да го срушам стереотипот дека функционирањето на зелените претпријатија е потешко, дека автоматски по автоматизам зелено претпријатие значи дека ќе нуди поскапи услуги. Тоа да, навистина има оправданост зошто се размислува така, меѓутоа еве еден пример за да покажеме колку една зелено претпријатие може да има поверувачка на пазарот. Ова е полна сала која што се случи на трите представи на Кристијан, кои што беа распродадени во рамки на една недела. Верувајте дека навистина се бараше карта повеќе, дури бара родители врски прекуарно да добијат карта, меѓутоа тоа не беше возможно затоа што навистина се пополни салата и интересот за ова екомагионичарско шоу беше голем. Она што можеме исто да го посочиме како успешен пример на македонски зелен бизнис, кој што победи во 2018 година, е Wizard, зелениот стартап на младата локална дизајнерка Јасмина Главинче, која што на рециклирана хартија принта со екобои вакви садливи картички. Значи, еве ги. Јас нема да можам поради виртуелната позадина да ја доближам многу, меѓутоа гледате, ова е зелената садлива картичка која што ја користиме за промоција на нашиот надпревар. Во нашиот случај, оваа картичка може да се посади и да никне пркос, тоа е семето што ние го избравме. Повторно кај метафорите, сакаме да бидеме да си играме со символиката. Како што знаете, се надам знаете, цвеќето пркос е во меѓународот е познато и како цвеќе инакче. Кажува дека ова цвеќе е навистина многу лесно да се расте, дека никнува без многу нега, без многу труд, буквално и помеѓу пукнатини на бетонот. И ние навистина сакаме во ова да гледаме како една символика дека зелените бизниси не треба да барат многу нега, дека треба да бидат отпорни и секако дека треба навистина да цветат и да го разабавуваат светот со своето постоење, баш како што еве во долната десна слика гледате, тоа го прави ова цвеќе пркос. Понатаму, уште еден пример на македонска победничка идеја, која што победи на регионално ниво, станува збор за идејата за производство на биосмарт ориз, кој што е ориз добиен со иновативна метода за садење на ориз на суво. Еве самата слика илустрира што значи да се употреби овој метод. Овој метод е имплементиран од страна на јадрената група Оризова братимка, која што доаѓа од селото Чешиново Блешево.
село со најголемо штрково гнездо во Европа. Интересно е да се каже дека благодарение на оваа иновативна метода која што имплементираат земјоделците, се крати и се зачува, се штеди не само водата која што е значаен ресурс, туку се крати на инпути и со тоа се добива не само еколошки подобен производ ориз, туку и се гарантира чистата животна средина во тој регион. Ево уште еден пример за како зеленото претприемништво и како може да се дискутира за него и во услови на пандемија во која живееме. Овде конкретно станува збор за идеја на млади луѓе од Босна и Херцеговина кои што рециклираат пластични кеси, прават различни аксесуари, несесери, кабаници за кучиња, за луѓе, оние исто така, да речеме, држачи за сакоа, за палта. Интересно кои овие млади луѓе што во време на пандемијата се навистина вокални и предупредуваат на последиците од користењето на сета она опрема за еднократна употреба, апелираат внимателно да се користи, затоа што навистина би имало огромна еколошка штета, меѓутоа интересно е како тие го трансформираат својот бизнес модел и наместо да прават додатоци, модни додатоци и други корисни предмети кои што ги имаат од претходните линии на производство, тие се адаптираат и во време на пандемија преку употреба на пластични кеси изработуваат заштитна опрема за COVID. Ево уште неколку илустративни примери, се надевам дека не ве задржувам многу со овие конкретни иницијативи, меѓутоа навистина сакам да ги истакнам, затоа што преку нив најубаво гледаме како преку адресирање на сите аспекти на зелената економија можеме да имаме навистина реални, вистински бизнеси кои што екзистираат во нашето милје. Лево горе имаме едно розово лепче, кое што е розово затоа што во него има прехранбен адитив. Адитивот е добиен преку концептот на циркуларна економија, преку една иновација која што Софија Дацева, млада иноваторка, ја профилира, ја тестира и со оваа иновација таа победи кај нас годинава, не само на национално, туку и на регионално ниво. Станува збор за преработка на комиња, кој што може да се користи, или отпад од вино, кој што може да се користи не само во прехранбена, туку и во кондиторска индустрија и во рамки на неколку други сектори кои што оваа фирма Vice Additive во наредниот период ќе ги развива. Имаме во моментот исто една актуелна зелена идеја на тимот на Challenger, станува збор за мобилна апликација која што ги наградува сите граѓани кои што пешачат и користат велосипед. Секој граѓанин кој што ќе стимне апликацијата може да собира поени и понатаму со тие поени да добие награда од зелен бизнис и да биде охрабрен, нели, да дополнително што повеќе користи вакви одржливи начини на превоз и што погласно, нели, се креира заедница за она дека граѓаните, сите ние можеме да бидеме дел од решението, а не дел од проблемот. Во левиот агол имаме исто една многу интересна идеја на Михаил Стевчев, кој што е програмер, кој што ја дизајнира платформата Tribanks.com. Преку Tribanks сите ние што користиме услуги преку Booking, преку кој што букираме наше сместување за одредени наши приватни или службени потреби за патување. Доколку ја користиме платформата Tribanks, за секоја наша трансакција преку Booking.com и другите партнери со кои што Tribanks има остварено соработка, тимот на Tribanks остварува профит, тој профит го инвестира во садње на дрвца. Еве да споделиме дека токму пред неколку дена тимот на Tribanks ни јавија дека 99% од дрвцата кои што ги има засадено на опожареното езеро Младост во околината на Велес се успешно засадени, односно се фатени. Во долниот десен агол пак имаме наш регионален победник, првиот македонски регионален победник од 2015 година. Станува збор за иницијативата, односно за кооперативата на органски потрошувачи Наша добра земја, која што во 2015 беше еден од највокалните актери кој што ги адресираше и го трасираше патот и дискусијата за сертифицирање на органското производство, меѓутоа исто така благодарение на наградата овозможи едукација и пласман на производите на 5 маргинализирани произведувачи на органска храна.
Главните принципи кои што ги препознаваме низ сите овие примери на зелени предпријатија се зеленото буџетирање, вредностите, концептот на одржливост и користењето на локални ресурси. Морам искрено да кажам дека оваа тема со годините навистина еволуира и ние се адаптираме согласно контекстот. Првите години кога го организиравме надпреварот беше навистина забавно да се види како постои одредено ниво на свесност. Постојат, например, граѓани кои што го препознаваат концептот, меѓутоа кокетираат и флиртуваат со него и поднесуваат апликации кои во теорија се, да речеме, зелени идеи, меѓутоа во пракса можат да не сакајќи нанесат штета на околината, па така од ова искуство и од еволуирањето на надпреварот низ годините, ние се одлучивме секоја година кога го лансираме надпреварот да нудиме работилници со цел да им понудиме на луѓето вештини како полесно и како посоодветно зелените идеи и амбиции да ги преведат во вистински оперативни зелени бизниси. Во рамки на нашиот надпревар не е дозволена поддршка на бензин, пластика, користење на необновливи ресурси, користење на увозни материјали и услуги. Еве конкретно кога се работи за увоз, не е дека е забрането користење на увозот, меѓутоа и тоа не е исклучиво поради, да речеме, еколошкиот отисок што се создава при транспорт, затоа што нели може да се нарачаат материјали од секој ќош на светот, туку и поради принципот на користење на локални ресурси, знаење, материјали од локалната заедница. Се разбира, ова повторно не е во насока само на еколошкиот отисок, туку и во презервација на локалниот биодиверзитет. Така, во нашиот надпревар ние алудираме на користење на автохтони растенија, користење на материјали, ресурси што ги има во нашите заедници. Во однос на вредностите, главен принцип во евалуацијата за поддршка на зелените идеи и социјални бизнеси е токму бизнес моделот во кој што сакаме да видиме дека рефлектира силна социјална мисија, односно, како ние ова го дознаваме, преку едно клучно прашање во самата апликација, ги прашуваме луѓето кои се ќе има бенефит освен основачот и носителот на идејата и според тоа се евалуира дали навистина во рамки на бизнес моделот се инкорпорирани и овие општествени или социјални вредности. Принципот на одржливост го гледаме во сериозноста, во планирањето на долгиот рок, во финансиските проекции, во проценката на пазарот, релевантноста и пазарната ориентација. Она што навистина, да речеме, после толку години организација на надпреварот дури малку не лути и кога ќе забележиме дека луѓето во рамки на апликациите зборуваат за проекти, значи зборуваат за иницијативи кои што имаат почеток и крај, а не за бизнес идеи. Каде се разликуваме и немојте да ме разберете погрешно, навистина аплаудирам од се срце и ги охрабрувам сите оние што се активистички ориентирани во нашето општество, што чистат заедници, прават некакви одредени иницијативи и активистички подвизи за да направат нешто подобро за сите. Супер е што имаме такви иницијативи и проекти, меѓутоа во рамки на нашиот надпревар, бидејќи размислуваме на долг рок, ние ги согледуваме и даваме поддршка на идеите што се пазарно ориентирани. За крај, наспроти сите оние, верувам, црни факти, контексти и сиви полиња во кои што ние навистина мораме и преку политики, и преку лични и колективни примери да интервенираме. Јас сакам визуално да ве потсетам на колку убава планета живееме и колку е убава нашата земја и да поставам едни 4 прашања на кои што не нудам одговор, ќе ги оставам да резонираат лично со секој од вас. Првото е дека иднината е или зелена или црна, значи или зелено или црно ни се пишува. Второто е дека ние го градиме системот и немаме одговорност да го промениме. Третата мисла и размисла е дека бизнисот треба да се реформира. И четврто е она што јас лично сакам да го велам и го споделувам еве овде сега со вас, дека зелената економија е навистина патокас кон иднината на водењето на бизнисот, иднината на економијата. Сметам дека ова се мисли, размисли кои што се пред се интимни. Јас морам да кажам искрено дека со секоја нова едиција на надпреварот зелени идеи
нешто поинаку резонира кај мене и прави промена на индивидуално ниво, затоа што сите ние пред се функционираме како индивидуалци, купувачи во оваа пазарна економија и имаме право на избор и право на поддршка на зелени и социјални бизнеси кои што навистина заслужуваат да ги поддржиме во нивното функционирање. Во однос на она што се нашите заложби во моментот и во иднината, тоа е Балканската зелена академија, регионален проект каде што освен академски знаења, учесниците ќе имаат можност да добијат и менторство со цел да ги доразвијат своите идеи за следната едиција на надпреварот Зелени идеи. Понатаму во моментот имаме актуелен повик, кој што ќе ве повикам да го споделите со сите ваши контакти, со млади од 18 до 35 години кои што имаат некаква идеја за интервенција во областа на екологијата или решавање на некаков општествен предизвик од заедниците во нашата земја. Повикот е отворен до 27 септември, уште 2 дена остануваат, меѓутоа апликацијата е навистина кратка и очекуваме од пријавените искрено да кажат зошто сакаат да се пријават во ваква една инкубацијска програма. Исто така во иднина сакаме нашите заложби да ги насочуваме кон истражувања и соработки, затоа што сакаме да донесеме и кредибилитет, и една методолошка поставеност, и емпириско релевантност во она што ние го дизајнираме како социјална интервенција во рамки на нашите програми. Она што сакам да крај да ве повикам е да ми се обратите слободно на наведениот контакт на имейл и телефон. Навистина би сакала да слушнам што е она што можеме да го работиме заедно, каде можеме заедно да вложиме напори со цел да се постигнат многу повеќе резултати и импакт и во социјалната и во зелената економија. На крај, едно искрено благодарам на Стопанската комора на мали бизнеси за поканата, на сите оние излагачи кои што денеска ќе ги достават своите гледишта, своите заложби за развивање на зелената и социјалната економија и на сите оние кои што со интерес и внимание го проследија ова моје излагање. Благодарам.